По 4 години власт на СДСМ и Заев за неуспесите се уште им се виновни од ВМРО ДПМН. Иако во опозиција Мицковски бил оној кој ги минирал сите напори за развој на државата, вели Заев во интервју за Капитал. Според него поднесувањето амандмани на опозицијските пратеници во собранието било блокирање на државата. За жал, голем дел од постапките што ВМРО ДПМН ги прави во собранието и надвор од него се блокади, лажни вести и манипулации кои се опасни и штетни по државните и националните интереси, по интересите на граѓаните. Застануваат буквално против секој важен процес за државата, од напредокот во НАТО и Европската Унија преку борба со коронавирусот. Па еве деновиве гледаме дека се и против пописот. Македонија годинава е на катастрофалното 111-то место во рангирањето на индексот за перцепција на корупцијата, но вице-премиерот за борба токму против корупцијата Љупчо Николовски вината не ја гледа кај себе и за него виновни биле ВМРО ДПМН. Не, апсолутно Љупчо Николовски не е виновен за децениските проблеми кои што ги има државата, за работи кои што многу одамна сме требале да ги направиме. Ова е генерација на политичари, предводена од Зоран Заев, Оливер Спасовски, од целиот наш тим, направи крупни чекори за ова земја, а ВМРО ДПМН и на централно и на локално ниво се символ на корупцијата и криминалот. Покрај префрлувањето на вината кон опозицијата, Заев по 4 години владење порача дека се уште било рано да ги гледаме резултатите од работата на власта, требало да се почека уште 6 или 7 години. Во ова време живееме на еклатантно верифицирање на доказите. Како може една политика да уништи се, па дури и перспективи, за кои што не се доволни 4 години? Веројатно треба 10 или 11. Според Заев, опозицијата се водела од мантрата колку полошо за државата, толку подобро за ВМРО.